Охрид на само еден ден пред продолжениот празничен викенд се чувствува она великденско расположение. Охрид е исполнет со гости. Видливо е присуството на гостите по Охридската чаршија. Можеше да се забележат поголеми групи на туристи од Турција, од Србија, Бугарија, Грција, но и туристи од западноевропските земји, па дури и гости од азиските земји, можеме така да кажеме, што значи имаме една разноликост на гости кои ќе престувуваат во Охрид за великденските и првомајските празници. Хотелските капацитети со кои поразговаравме, поголемите хотелски капацитети тука на Охридската ривиера, велат дека се исполнети над 85%. Очекуваат во текот на утрешниот ден да се дополнат и тие останати 15%, што значи дека очекуваат добра посетеност и за великденските и првомајските празници. Исто така и приватните становиздавачи се задоволни од посетеноста. Легло во приватните станови се движи од 400 денари па нагоре. Како што кажав, веќе се чувствува онај великденски дух во Охрид. Локалната самоуправа денеска и започна со украсување на централното градско подречје, како гостите кои ќе престојуваат во Охрид да имаат една пријатна атмосфера. Исто така во храмовите веќе се закажани богослужбите, она најголемата која се очекува да биде за празникот ќе биде на Плаошника вечерта сабота спроти недела од 23 часот и 30 минути. Со еден од хотелските капацитети кои што поразговаравме во Охрид велат дека имале мало откажување поради она поради она политичка ситуација која што е моментално во Македонија, но сепак тие велат дека откажувањата не се уште толку големи, така да очекуваат дека сезоната ќе продолжи со еден убав тек и очекуваат да го достигнат она ниво од ланската година на бројот на ноќевања. Инаку тука да додадеме дека првомајските па и великденските празници се вовет во она главна летна туристичка сезона која што според кажувањата и на туристичките работници и на надлежните од локалната самоуправа во Охрид Охрид ќе биде ова лето со рекордна посетеност. Првата група веќе треба да пристигне на 3 мај. Тоа е на туроператорот Корендон, како што кажав, таа е на 3 мај во 9 часот треба да пристигне на Охридскиот аеродром Свети Апостол Павле. Веќе на 13 мај е закажана и првиот чартер лет на туроператорот Туј, а на 16 јуни е веќе и онај чартер лет на Томас Кук, што ќе носи за прв пат од оваа сезона гости од Белгија.